Господин Манев, што е она што ве мотивираше токму оваа книга да ја напишете токму со овој наслов? Самиот наслов кажува се Штипство кошаркарска традиција и навистина Штип има кошаркарска традиција. Штип е првиот град пионер на кошарката во Македонија. 1932 година во Штип е донесена првата кошаркарска топка. Веќе година, на 27 август 1933 година, во Штип се одигра и првата кошаркарска стредба и тоа е почеток на кошарката во Македонија. Во 1945 година, значи по ослободувањето, во Штип е формиран првиот кошаркарски клуб во Македонија, Ванчо Преке. Истата година, 1945 година, е составена првата македонска кошаркарска репрезентација и тоа исклучиво од штипјани. Исто така тренер на оваа репрезентација на Македонија е Перо Санев штипјанец, меѓутоа тој од оправдани причини не патувал на турнирот на републиките и покрајините во Суботица, туку репрезентацијата на Македонија е водел некој друг и Македонија со оглед на тоа што немало многу избор на кошаркари, го освојува предпоследното место на овој турнир. Но сепак тоа е почеток на кошарката во Македонија. Понатаму продолжуваат другите генерации на Штип. Текстилец 1962 година учествува во купот на тогашна Југославија. Се среќава во Штип на 15 април 1962 година со Белградска Црвена звезда, а исто така во 1969-70 година штипските кошаркари под името Работник стигнуваат до квалификациите за влегување во втората сојузна лига. Тогаш во екипата на Железничар Чачек играше и познатата легенда Драган Кичановиќ. Тој постигна на таа средба 22 кошеви, додека штипјанецот Благој Димов, кој настапи за екипата на Работник, постигна 33 кошеви. Кичановиќ тогаш добро го чуваше нашиот кошаркар Тодор Рибарски. Продолжуваат и натаму успесите на кошаркарите од Штип. Така во 80-те години под името Астибо штипјани постигнуваат извонени резултати, ги освојуваат вторите места во државата, значи више шампионски титули, а во 2013 до 2015 година штипјани го постигнуваат и историскиот успех пласман во силната прва лига во кошарка во Македонија. За жал останаа во лигата, меѓутоа поради недостиг на средства на крајот се откажаа од првата лига. Малку тоа е чудно и несватливо за мене, меѓутоа очигледно причините треба да се барат кај градските татковци. Так, еве само камерата да го дофати моментот. Значи ова е 15-тата книга на господинот Манев. Зошто токму 15-тата книга ја посветивте на кошарката? Затоа што тоа е сосема случајно, бидејќи имаше обиди во Штип да се направи една книга. Знам дека покојниот Крум Маренчев вложуваше многу напори да направи книга. Исто така беа заинтересирани и други. Доваѓаше новинар од Скопје кој исто така сакаше да направи книга, меѓутоа сите обиди останаа попусти. Значи никој не издаде книга. И јас веќе кога сватив дека никој не сака да издаде книга, затоа што издаваштвото во спортот е многу скапа работа. И тука е проблемот. И јас се нафатив да издадам книга. Најдов спонзор и имав информации за кошарката. Се сретнав со господинот Панде Сарев, неговиот татко беше организационен секретар во тоа време кога во Штип се појави кошарката. И тој ми даде некои документи, мемуарите на Перо Санев, и јас ги искористив тие мемуари и мислам дека таму има доста интересни работи. Во мемуарите тој признава дека тој требал да биде тренер на репрезентацијата на Македонија, требал да патува за Суботица, меѓутоа бил зафатен службено, останува во Штип, доколку бил таму сигурно ќе имало и подобри резултати во Суботица 1945 година. Перо Санев ми даде и една друга фотографија, многу интересна, макар што не е поврзана со кошарката. Се однесува за зимските спортови. Во Штип, интересно, донесени се и првите скии во Македонија кои ги користат токму штипјани. Затоа е интересна ова книга да се погледне,
Така, дали може од некаде да се купи или не, само јас направивте за ваше задоволство? Јас мислам дека веќе 80% од тиражот го дадов и бесплатно ја давам книгата, нема проблеми. Некој доколку инсистира да добие книга, нема проблеми. Ке му подарите. Ќе му подарам. Има ли иднина штипската кошарка според вас? Па добро, сега за сега нема иднина, бидејќи се откажа од првата лига. Ниту еден град, ниту еден клуб не го прави тоа што го направи Штип, да се откаже од првата лига. Знаеме последните средби, односно во првата лига секогаш салите в спортската сала Јордан Мијалков беше преполна од љубители на кошарката. Таква посета нигде не е забележена. Значи Штипјани ја прифатија кошарката повторно, а мора да кажем и тоа дека кошарката е во голема експанзија во светот. И штета е што Штип се откажа од првата лига. Има и одлични резултати. Па има, да. Па имаше и одлични кошаркари. Мислам дека може со 2-3 заселувања Штипјани да се најдат и меѓу првите екипи во Македонија. Но ете, немаше заеднички јазик, требаше да се најде заеднички јазик, не смееше да се случи ова што се случи, можеше, мислам, и да се најдат и спонзори, меѓутоа очигледно и наетот беше посилен од се. Да се надеваме дека во скоро време ќе се реши тоа и во наредната година се ќе биде во најдобар ред. Значи, оваа книга е вашата 15-та книга по ред. Кои беа вашите претходни изданија? Па добро, на кои спортови ги посветувавте? Јас исклучиво на спортот и една само книга има за медиумите во Штип. Така. Таа книга ја пишував заедно со мојата ќерка магистер Ирена Манева. Значи, само меѓутоа и во таа книга има за спортот информации. Така. Да кажам дека првата книга беше посветена на Балканец. Ноше наслов Шампиони. Навистина Балканец е шампионски тим. Во речиси сите овие години Балканец ги освојува првите места, 25 титули. Токму тие титули зборуваат за тие резултати. Ова е патот до звездите, како се станува вистински спортист. Значи, кој пат треба да се помине да се стане звезда. А многу боречи на Балканец станаа звезди, го минаа тој пат. Например, Зоран Шоров освои 2 медали на европските правенства, учествуваше на 3 олимпијади, на 2 олимпијади учествуваше Киро Ристов и на една олимпијада Симеон Шутев, кој почина, меѓутоа оставија белег на спортот во Штип. Сега по нивните стапки тргнува и каратистот Емил Павлов. Зоран Шоров е носител на државна пензија, исто така и Емил Павлов е носител на државна пензија. Генерации. Така, на презентацијата на вашата книга присуствуваа голем број ваши пријатели, кошаркари, бивши кошаркари. Кои беа импресиите за книгата? Што? Па јас не сакам да зборувам за книгата, бидејќи тоа го оставам барометар за книгата се читателите. Тие треба да кажуваат за книгата, дали се допаѓа, дали не. Меѓутоа мора да кажам дека навистина имав доста проблеми при издавањето на книгата, бидејќи требаше макотропен пат да се мине, па да се стигне до финалниот производ. Јас реков, издаваштвото е тешка работа, сложена и скапа работа. Точно. И заради тоа нема многу спортски книги. Така. Да се навратиме малку наназад, да започнеме од вашите почетоци. Од кога започнавте да се бавите како спортски новинар? Па не, јас почнав прво да се занимавам, така да кажам, уште со новинарството уште во 60-те години. Така. Кога бев ученик во основното училиште и тогаш пишував за просветен работник. Главниот одговорен уредник беше Пени Трпковски. Интересна работа, дојде во Штип, ме побара. Тој мислеше дека ќе разговара со некој возрастен човек. Кога ме виде малку изненаден, но рече, добро пишуваш и ќе бидеш добар новинар. И така испадна. Потоа во 1962 година почнав да пишувам за белградски спорт. Таму останав се до гаснењето на белградски спорт до 90-те години. Таму навистина доста информации напишав. Во 1985 година ја добив и златната значка од спорт, значи од цела Југославија добив златна значка, не е мала работа.
Исто така ми годат и оние признанија што ги добив за 20 најдобри пера во Македонија во минатиот век, па има и други признанија од Сител, од Фудбалската федерација на Македонија ланската година добив признание. И така натаму и така након. Годат тие признанија, меѓутоа не е се, мора да се има и љубов. Јас таа љубов кон новинарството ја имав. Пред се љубовта. И понатаму продолжувам. Интересен е податокот што господинот Кирил Манев досега има реализирано над 3000 радио преноси, спортски преноси. Да. Кој би го издвоиле како најзначаен досега? Па јас би кажал дека со радио преноси се занимавав од 1978 година, од боречки настан. Мислам дека во Македонија тоа е прв пренос што е реализиран од еден боречки надпревар, Извор Балканец во Струмица. Потоа продолжен преносите од фудбалот. Мора да кажам дека порано на македонското радио, но и на радиото во Белградско радио имаше една емисија спорт, музика, спорт. И директно се јавував во тие ме бара на Белградското радио и мислам дека многу успешни преноси имаше и тие беа емитувани директно на програмата на Радио Белград. А што ме прашувате најинтересен пренос, мора да се сеќавам на тој пренос и секогаш ќе ми остане во сеќавање. 2003-2004 година пренос во Ресен. Играа Брегалница и Братство. Братство се бори за опстанок, Брегалница за првото место. На Брегалница одговараше нерешен резултат. Меѓутоа, кога стигнавме во Ресен, забележав дека публиката почна физички да се пресметува со фудбалерите. Сега тоа ми се причинува и ми доаѓа пред очи. Осетив дека мора нешто да има на оваа средба. Остана во собликувалната, од собликувалната вршев пренос. И тоа што мислев дека ќе се случи на полувремето. Јас се уште продолжив со преносот. Забележав од надвор дека во собликувалната на Брегалница влегуваат рекетари. Да се пресметуваат со фудбалерите, да ги плашат фудбалерите, а Брегалница во првото време поведе со 1:0. И навистина влегуваа рекетарите во собликувалната на Брегалница и да се пресметуваат со фудбалерите. Почнаа да тропат, да ударат а јас го вклучив телефонот, значи со телефон мобилен вршев пренос, го ставив на маста, рекетарите тоа не го забележаа. Меѓутоа, штипската јавност сето тоа го забележуваше. Го слушаше и знам дека после тоа дојдоа реакциите дека сакале да дојдат во Ресен да ги спасат фудбалерите. Мислам тука да помогна, морам да кажам и штипската полиција во тоа време, бидејќи и таа беше заинтересирана за Брегалница, веднаш алармира во Ресен преку Скопје, дојде во второто полувреме поголем број полицајци, специјалци и не дозволија инцидент на тоа. Значи радио ќе помогна да нема линч на фудбалерите на Брегалница. Значи сепак со голем ризик сте успеале да известите за тоа. Ама тоа е интересно. Така. Во моментот сте ангажирани, известувате за фудбалскиот клуб Брегалница. Да, во македонски спорт. Така, кои се вашите прогнози? Минатата сезона има одлични резултати, ова сезона некако подзастана. Па јас сум среќен што во ланското правенство, во вториот дел, бев составен дел на таа екипа. Бев портпарол. И сега продолжив портпарол, меѓутоа, ланската година беа постигнати извонени резултати, историски резултати за Брегалница. Брегалница во пролетниот дел го освои првото место, кога разговараме за резултатите, значи во пролетниот дел од сите прволигашки екипи Брегалница го освои првото место. 35 бодови освои Брегалница, а на крајот освои 48 бодови, а со тие 48 бодови Брегалница се изравни на четвртото место со Ренова. Тоа подразбира дека Брегалница во пролетниот дел беше прва, а на крајот, кога сите бодови ќе се соберат, го освои четвртото место. Играше извонредно, 15 стрелби без пораз. Гачевски голманот на Брегалница 912 минути не прими гол. Значи,
Само еден пораз имаше Брегалница во пролетниот дел. Владко Костов изодрно ја водеше екипата и јас мора да му честитам на неговата педагошка улога и авторитет што го имаше и кај фудбалерите. Знам како се радува по секоја средба. Беше макотропно, меѓутоа и успешна сезона за Брегалница. Сега не знам, некои работи... Последните 3 надпревари имаше нерешен резултат. Не ми се допаѓат поради тоа што Брегалница немаше добри подготовки. Брегалница не излезе надвор. Прва лига, а сепак не најдува можности да заминат негде надвор на подготовки. И не само тоа, сега Брегалница теренот во Штип е изоран. Доколку Брегалница играше на свој терен, сигурно ќе имаше во овој момент уште 5-6 бода повеќе. Не знам заради што се брзаше да се изора теренот, ако веќе не се прави. И гледам дека статус кој е како што е оставен теренот кога беше изоран и сега воопшто ништо не се прави. Значи, доколку Брегалница играше на свој терен досега, имаше многу повеќе бодови. Така, за крај уште едно прашање, има ли идни на спортот во Штип еве како спортски новинар? Ако од денешен агол го гледаме спортот, многу лоша е состојбата со оглед на тоа што освен пинг-понгарскиот клуб немаме други клубови, пинг-понгарскиот и одбојкарскиот клуб жени, друга екипа немаме во првата лига. Меѓутоа, доколку се направи стратегија за развој на спортот, мислам дека има убава перспектива. Во Штип има универзитет, од таму може да се стрпат и кадри. Так. Мислам дека има и академија во фудбал. Пак има и за тенис, макар што ја не согласувам да има тенис, огледам тоа што тоа е скап спорт. Меѓутоа, треба да се направат напори, една стратегија за развој на спортот и мислам дека Штип ќе оди уште напред со спортот. Пред да го заокружиме разговорот, само да ве питаме дали ќе има 16-та книга. Јас ја напишав 16-та книга, таа се наоѓа кај издавачот. Така. Книгата носи наслов Великани на македонскиот спорт. Не сакам да откривам што се пише во книгата, самиот наслов кажува се, чекам издавачот да издаде книгата. Токму тоа ќе биде и поводот за вашето следно гостување во емисијата Спорт Плюс. Ви благодарам на денешното гостување. И јас ви благодарам што ме поканивте и ви посакувам многу успеси во наредниот период.